Добар ден и сречен поздрав од Сиднеј. Јас сум Радко, а ви го гледате каналот Австралиски живот, местото каде што ќе најдете понекоја животна имигрантска приказна од нашинците кои живеат овде во далечната Австралија. Моментално се наоѓам на терените на еден македонски фудбалски клуб кој обстојува последните 40 години. Решив да направам еден краток прилог со луѓето кои помагаат и дават огромен придонес за овој клуб да обстојува и понатаму. Јас со другарите мои го почнавме ова во 83 година. Ние го почнавме како деца мали, на тоа време бевме по 20 години. И ти велам, ние почнавме во 6-та лига, во State League почнавме таму. Го надвене пари ние играчите плаќаме на тоа време, правиме ние диско. Во тоа време се викаше името Анклив Македонија. Седнем, кога дојде по години, требаше сите имината и смена ефнички што се овие. И затоа сега се викаме Анклив Скотс, ама сите не знаат дека ние уште сме Анклив Македонија. Овде беше ново место или беше на некој место? Ние почнавме во Анклив Парко првин, сетне подовне во Firmstone Garden што се викаше, игралишата и презедува. Овде сме тука сега 11 години. Овде дојдовме, како да ти речем, како деца мали, како јас првин дојдов тука во 1971 година и на тоа време што имав 7 години. И со другари ова неќеме да го, како да речеме, името наше да го изгубиме и затоа да име на секој време сакаме да има македончина деца ована и неќеме да го загиниме името. А зошто Скотс? Ти стално се прашував јас, ако е Скотс, а ние македонци, ове шкотландјани. Тоа не е Шкотланд, тоа е клабо таму. Клабото и кај што сне, имаме клаб во Анклив тоа е. Таму имаме машини ова тие ни поможува за сите работи, за да речеме за игралишето, го плаќа, за ламби, за води, ова. Која е твојата улога во овој клуб? Од играчи регистрации, за дено кога ќе почна, кој играчи ќе игра, кој тренери се клаени, кој ова, се треба да оди преку мене. Не може дали и финанско, да речеме, ако треба и за плаќање, за ова, дека има многу ствари такви. Колку играчки кадар има од која годишна возраст до која годишна возраст? Имаме почнуваме од 6 години до 60 години, како што се вели. Имаме 30 екипи тука. Од како што правиме моја преди, има 6-ки, 7-ки, 8-ки, 9-ки и оди до 45. Имаме. Толку екипите се. Кажи ми за дечината, кога се регистрират, кога почнува сезоната? Кога можат некои што се заинтересирани родители да дојдат? Кој е најдобро време да дојдат и да се обратат и колку кошта цела регистрација? Ние имаме, да речеме, сезоната секој ќе заврши во сега уште малце во август. Седнем кај новембар, избираме дечина, му правиме како академи. На одмор кој ќе се на да видиме кој сака да игра, да речеме, ќе почне од 4 години до 9-10 години, избираме, го правиме за 2-3 недели така, тренери, се ако сака и сетнем од тоа и правиме овие малите екипи што се од 6-ките овона. А регистрацијата почнува во јануари, почнува во, мислам, првата недела. И сетнем сезоната почнува во март на крајо, април, да речеме, првата недела. И регистрација на децава ние му земеме овие што се kids voucher што се, од тоа грбнето што дава $100 на децата мали, толку. А од тоа што зема да речеме маици, гајчи, чорапи, ова игралишата се му се наде и пехари на крај годината му даваме. Гледам дека имате и доста спонзори позади вас. Која е нивната улога, како тие помагаат во врска со клубот, како се потрошени средствата и така натаму? Еве, како овие што се не, тие пари ни даваат, да речеме, годината. Како овие HD Wheels имаме тука, може 7-8 години, тоа е македонска фирма и тие се куќи продава во Хрсфил се. Стив Мишески му е името што му е газдата. Тоа пак имаме другите овие Fast што се тие cleaning company се и тие со нас има 7 години што се и овие другите помали како T3 што се, тие се играчи наши, тие прават demolition, куќи, турка, тие се тројца и тие се македонци. По тоа и тие ќе ти дај некој по 5000 годината, некој по 3-4. За тако најме. Некој помали, да речеме, по 1000 ова и тие ќе смешаме. Затоа имаме овие плакати клајно на игралишава. Колку спонзори вкупно ни доклика се?
што ве помагат? Може има се, може има скоро може 20. И кој се грижи за игралиштата и собитувалните и средување? Имаме човек тука клаено, платен е тој да работи 7 дена она, тој се вика Здраве Јошевски. И тој македонец е. Тој тука ќе онади тревата ќе коси, ќе онади нема веќе за чистење, за она, игралишено ќе го маркира, тие работи, да. А тука 7 дена во неделата, тој си работи. И за на крајот, Јанче, ке те прашам, со што се занимаваш ти, освен да бидеш активен во овие фудбалски игралишта овде друго? Ама и да речеме со фудбал, најпоечкем дека јас сум и директор му ова во St. George Association, директор сум во Анклиф Скотс, заменик председател таму. И времето не ти остава, кој ти имаме слободно, со жената одиме на одмор, како да речеме, тоа е. Оти инаку мете, кратко е времето, кога ќе оди. Овде нас ни е офисот, да речеме, ете тука регистрација правиме. Значи тука е главната канцеларија? Тука е канцеларијата, овде се за сменување евеше ова од надвор што е. Значи екипите што влегат, да. Шидат од надвор. Значи ова е дом со обликувалната за домашните. Да. Гледам дека имате нешто из Скара. Колку често Скари вака се дешаваат во неделата? Ама овде во секој петок и сабота се онава. Еве го шефот Стевче. Тука тој работи секоја сабота тука. Стевче, што имаме на менито денеска на Скарата? Што печиме денес? Кебапчина. Кебапчина. Друго, луѓето сакат само кебап или друго нешто барат? Еген, бајкен, сосиџес, се. Значи сланина, се сакат. мефце, ракија. И ракија се пие? И ракија се пие тука. Од сите возрасти? Од сите. Супер. Овде ни е континентот, овде јадењето го продаваме. Овде Сашо е тука, трејде на втората екипа е. Сашо, кажи ми колку време си на втората екипа? Ова година еве сега презедо втората екипа, Ама тука рече 20 години. 20 години во Скотс клуб сум, иначе исто ко дома да сум. Значи од самите почетоци во Скотс клуб. Тука сум, од самите почетоци. Тоа е. Кај се наоѓаше Скотс клуб пред да бидите овде? Скотс се најдуваше во Анклиф, се најдуваше. Првим бевме на Рокдал старото игралиште, таму бевме, па после се преселивме тука и се оди по план. Тренери, ваму, играње, победи, губење, фудбалци е фудбал. Сега спомна пред малку дека си во втората екипа, колку вкупно екипи се во вашата лига? Во вкупно нашите се 10 екипи. Има и джуниори, екипи. Во нашата е. 30 може 30 од мали до големи може 30 тимо има. Кое место сте на табелата сега? За сега сме средината сме, се бориме за во четворката. Денеска ни е клучен гај, ако се победи одиме натаму, ако не ќе видиме. Со среќа? Со се, фала. Јас сум благајникот на Анклиф Скотс фудбал клуб. Освен благајник, која е вашата улога? Ве гледам и често во кампината натре. Да, помагам тука, ја работам, кувам понекогаш, сервирам, припремам све ова што видиш во кампинава. Јас сум го донесам тука. Што најчесто се готви овде и што најчесто ви барат луѓето да купат? Најпоќе се барат ќебапите наравно, али исто имаме и колбаси, мезина имаме, а повеќе ќебапите се барат. Секој викенд сте тука? Да, секоја сабота се игра тука, а додека во среда се тренира и понеделник. Значи, тука сме 3-4 до дена неделно. Колегата кој ви е? Колегата е Звонко Волор, тој е тука и тој во управата наша и тој ни помага доста тука, тој ни сервира. Која е вашата улога овде во ова кантина? Као менаџер сам овде. Овде претежно македонци, а вие сте Хрват. Како завршивте во овој македонски клуб? Затоа што сам почел сам као тренер да будем овде. Јани ме звао при едно 25-30 година и тако сам остao овде. И сада чекам за пензију да ме плате. Значи Јас сум Драги, председател од Скотс. Сум
Бил овде председател сега за 3 години, пред тоа во управата помагаме кај што треба. И со моја работа обавезно од 5 годишни деца до првенството, што треба, кога треба, како треба, ние сме тука. Не сме работници како што зна сите, овде сме сите како што вела аматери, волонтери. На времето ние го даваме за децава да има негде да се развесела, да научи нешто и фудбалот да игра како што знаеме. Срце даваме ние, фудбалот ние во крвта. И што можеме, како можеме ние да направиме за да предиме со од деца мали до постари, тоа е за нас супер. Да гледаме сите да се весела, да има кај да одат децава, наместо да се најдат на друго место кај што не треба. Тоа улогата ни е нас, да ги водиме, да му кажеме што е и како се игра тава екипа и такмица. Некои родители ако сакат да ги запишат своите деца, кај да се обратат? Има нешто телефон или да дојдат тука, кај треба кај може да ве најдат? Да, имаме на Scots FC Yahoo, може да дојдат на место овде, Scarborough Park North, ке наша ова кантина, клуб наш имаме овде. Еве сега ова година, 40-та година ние во ова Сен Джордж што е фудбало и секој еден што сака нека повели да види, ако му чини ними, ако не, па сите отворено му е повелено на секој.